Добар ден на сите, извинете што касниме заради технички причини. Согласно член 80 став 20 од деловодникот на Советот на општина Битола, свикувам седница на Комисија за финансирање и буџет со следен дневен ред. Точка број 1. Одлука за проширување на средства на буџетот на општина Битола за 2022 година. Точка број 2. Одлука за давање на користење на деловен простор на ЈКП Водовод, ЈКП Комуналец и КЈП Нискоградба. Точка број 3. Одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во општина Битола. Точка број 4. Програма за доделување на финансиска помош и определување на правила и критериуми за доделување на финансиска помош од буџетот на општина Битола. Точка број 5. Завршна сметка за РК Еврофарм Пелистер и РК Еврофарм Пелистер 2 за 2021 година. Точка број 6. Завршна сметка за ФК Пелистер АД Битола за 2021 година. Точка број 7. Завршна сметка за КК Пелистер АД Битола за 2021 година. Осма точка. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите на вработените во јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во ЈПП ЈЛП Битола. Точка број 10. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите на вработените во ЈП СИС Жабени Битола. Точка број 11. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цени за хоризонтално одбележување на надолжна и напречна сообраќајна сигнализација ЈПП ЈЛП. Точка број 12. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на ценовник на ЈП Комуналец Битола за изведување на инсталации за осветлување, заведен под број 02/394/7 од 03/08/2022 година. Точка број 13. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на ценовник за ЈП Комуналец Битола за изведување на партерно уредување, заведен под број 02/393/7 од 03/08/2022 година. Точка број 14. Годишен план за вработување на Основно училиште Ѓорги Сугарев Битола за 2023 година. Точка број 15. Годишен план за вработување на Основна јавна установа Зоолошка градина Битола за 2023 година. И точка број 16. Годишен план за вработување на јавна основна установа Општинска установа Дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2023 година. Бидејќи сме заедно со Комисијата за спорт, предлогот е првите три точки кои се и на Комисијата за спорт да бидат први. Го замолувам председателот на Комисијата за спорт да го прочита дневниот ред. Добар ден на сите присутни. Бидејќи имаме кворум, можам да прочитам дневниот ред. Врз основа на член 47 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисија за спорт, млади и рекреација на Советот на општина Битола на ден 12.8. денес, петок, со почеток во 9 часот, со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Завршна сметка за РК Еврофарм Пелистер и РК Еврофарм Пелистер 2 за 2021 година. Точка број 2. Завршна сметка за ФК Пелистер АД Битола за 2021 година. И трета точка. Завршна сметка за КК Пелистер АД Битола за 2021 година. Дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Добро, со 4 гласа за. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме на точка број 1. Завршна сметка на РК Еврофарм Пелистер и РК Еврофарм Пелистер 2 за 2021 година. Представник Джими, така. Фовели. Ќе ни образ. Не, може да си... Можеш од место. Ај пауза една минута. Има некој технички проблем? Нема проблем, ќе те почекам. Ќе си го уклучиш, Димитар, микрофонот и само да почни да снима. Продолжуваме. Димитар Павели. Добар ден. Благодарам. Сега, јас знам дека минатиот пат се разговараше, не знам колку
да образложам детално, меѓутоа на кратко и ќе се потрудам да одговорам на прашањата кои што беа официјално доставени до нас. Мислам дека се објасна освен прашањата. Освен прашањата, значи директно да се оди. Да. Океј. Значи, приходите од карти за 2021 година се 430.000 и се евидентирани на конто 741018. Тоа ќе ви го дам како официјален документ да го имате. Секако треба да имате предвид дека 2021 за жал беше со празни трибини воглавно. На крајот се нешто се пушти, а меѓутоа заради пандемијата овие се приходите. Ние продажбата се вршеше преку системот електронски кој се евентира преку банка и преку тобаката кои што се задолжени со фактури. Секако доколку има потреба преку членот на управниот одбор или како и да е, ќе можеме да доставиме ние дополнителни документи. На ова конто исто така се евидентиран, значи ова е да не должам. Околу влезниците кои ги добива општината. Значи со договорот нема предвидено, подпишан со општината, нема предвидено никакви гратис влезници кои што треба да ги добива општината, меѓутоа секако како наш партнер, најзначаен, сме доделувале влезници колку што било побарано и колку што било потребно, во зависност од атрактивноста на надпреварот, во зависност од колку било побарано, значи независно, не знам, 10-15 влезници, 20 за Вардар, како и да е. Значи, можеби, а во однос на другите спонзори, тоа е сепак дел од тие интерни договори кои што ги имаме со спонзорите, сегде се меѓу 5 и 10, зависи од висината на спонзорство. Можеби наједноставно е да преку членот на управниот одбор кој што е и тука присутен, да се достави официјално барање колку се потребни влезници, гратис влезници за следната сезона и тие ќе ви бидат обезбедени без никаков проблем. Благодарам. По точка разно? Може? Повелете, да. Јас сакав само да се пошто мислам дека овде соодветно и сум многу благодарен што ме викнавте за околу тие средства кои што не се исплатени према нас, а се согласно договорот. Значи разговараме за тужбите кои што стигнаа после подпишувањето на договорот на износ од 2,5 милиони денари. Неколку пати тие се доставени до разни структури внатре во општината, сметководство, секретар за спорт. Меѓутоа овој проблем некако се игнорира и се одолговлекува. Веќе 2 години ние сме без овие средства и сакав, пошто мислам дека ова тело е најсоодветно тука, сакав да знам како е планот за исплаќање, кога би ги исплатиле, затоа што се сигурно многу важни. Значи, ние 2 години стигнаа тужбите беа извршни, моравме да ги платиме за да не блокираат, а според договорот сите трошоци кои што се настанати пред подпишување на договорот ги сноси општината. Така да јас би ве замолил да се поразговара за ова и да добиеме некој конкретен одговор кога можеме да ги очекуваме овие пари, зашто не сакаме ни да застарат, а не сакаме ни како партнери да влегуваме во некои, не знам, тужби, ние по договор и слично. Исто така, можеби треба да се размисли во однос како предлог, ова е настрана, значи уште една точка. Како сопственици се надфрли буџетот 50%. Тоа е се на товар на газдите. Мислам дека се постигна големи резултати, меѓутоа за уште поголеми требаат уште финансиски средства. Никогаш не сме го правиле буџетот према општината, тоа не планираме да го направиме, меѓутоа сметам дека како партнерски однос е коректно доколку има простор да се зголемат средствата како што сопствениците ги зголемија за 50%, значи буџетот од милион стигна до 1,5 милион. Така да тие се две работи, некој кој сакав да се поразговара, доколку можат и да добијам информација околу најбитно ми околу овие тужбите, кога би можеле да ги очекуваме парите. Фала. Благодарам. Мислам дека ќе ги добиете од службите во писмена форма, би сакала да ги добиеме и ние како советници сите информации кои ги побара представникот. Павел Исаки. Благодарам, Димитар. Прашања, колеги? Колега Бојковски.
вака, тие се надвор од тие 15 милиони и се предвидени во членот договорот, кај што вика сите трошоци настанати пред подпишување на договорот, а ќе излезат после подпишувањето на договорот, ги превзема општината. Овие се сите тужби од поранешни играчи, тренери, добавувачи, адвокати, сето тоа, кои што од после превземањето ги доставија тие и тие се сите трошоци кои што се настанати пред превземањето на клубот. Ги имаме точно сите, јас ги имам доставено до општината и сите тужби, сите решенија, значи стварно се различно од различни периоди. Има и од пред нас, има и од претходно, мислам доста претходно, така да зависи за кој. Имате од некаков официјален досег одговор зашто не се платени овие средства? Не, никаков. Дали имате платени овие средства или чекат дури Не, бидејќи ќе не блокираат тие беа сите извршни, јас сум го доставил документот со изводи од ден кога е платено и со доказ дека се платени. Значи вие имате платени финансиските средства, ви тоа општина Битола и се платени. Веќе 2 години, да. Тука не беше дојдел јасен. И уште едно прашање, дали фанферистер има некакви приходи од однос на ТВПА? Не, тоа права нема никакви, значи ние подпишуваме претходно, пошто за жал ракометот е на многу пониско ниво од фудбалот, подпишуваме дека сите права се на ИХФ. Ништо, фала вас. Благодарам. Некој друг прашање? Од финанси прашање? Бидејќи нема повеќе прашања, ја ставам прва точка на гласање, значи завршна сметка за ДК Ердофан Пелистер и ДК Ердофан Пелистер 2 за 2021. А после ти го. Добро. Одиме на точка број 2. Завршна сметка за ФК Пелистер АД Битола за 2021 година. Представник директор Ванчо Мицевски. Повелете. Добар ден на сите. Вака сега ова е завршна сметка за 2021 година, каде што јас не сум бил дел од тоа раководство. Ние сме дојдени во февруар 2022. Меѓутоа мора нешто да кажам од тоа што ми го дале предходните за завршната сметка што била 21. Таа е доставена до сите советници на општина Битола и до општина Битола до председавачот на советот. Вие сигурно ги знаете, имате видено во детали каде се потрошено парите. Во тој период клубот бил доминантна приватна собственост со партнерство со општината сигурно. Само имам некој штуро известување дека може да ми прочитам само некои бројки, дека вкупно приходи во 21 се, не знам ако ги знаете да не ги повторуваме бројките, ако не ќе ви ги прочитам накратко. Значи 17 милиона вкупно 605.464 денари се приходи. Сега од општина Битола 10 милиона 277.246 денари, донации има 610 денари, ваучер од државата 5 милиона 250.000 денари, влезници онлайн 10.000 денари, база на чланарина 1 36.000 денари, приходи од ФФМ 104.253 денари и приходи од обештетени фудбалери 317.000. Значи, тие се приходите во 2021, расходите се 27.937.360, што значи загуба од 4 милиона денари. И обврски доспејани 7.900.000, значи уште од претходни некои долгови направени. Така да, ова што ви го читам сега, уствари само го пренесувам тоа што се случувало лани, каде што не сме биле ние дел од тоа раководство. Можам да кажам дека од кога сме ние навака, значи имаме максимална поддршка од општината, тоест и клубот е општински 100%, меѓутоа сварно имаме одлична соработка и сварно сме задоволни, презадоволни, односно како општината соработува со нас. Усвари, тој ни е единствен финансиер, освен приходите од државата што го дава на име на ваучер. Сигурно други детали имате
можете да си проверите точно, затоа што и јас ова што го читам, стварно не го знам, него го пренесувам што се случувало во таа година. Не знам друго што можам да кажам, само ако сакате да прашате нешто што можам да ви одговорам, ќе ви одговорам. Благодарам. Прашања, колеги? Јас имам прашање. Добро, Мене ме интересира со колкав долг вие го наследивте кога станавте раководство, колкав е долгот, колку од тој долг до сега општина Битола ви префрлила средства и моментално каде се наоѓа со долгови ФК Пелистер. Значи ме интересира по кој основ тие имаја долгови кога вие го прифативте, бидејќи нормално имате некоја информација. Јас колку што знам се префрлија големи средства од општина Битола, дали тие долгови се затворени, се донесе на некоја нула и дали во моментот сега имаме ние долгови? Вака да ви кажам, сега мојата функција не е баш ова, јас сум во спортскиот дел, да речем, раководител. Да, тоа ми беше првото прашање. Дали се уште фигурира стариот директор на ФК Пелистер? Подписник, да. Значи, уште имаме подписник Стојчевски, така? Да. Кој упорно не игнорира да дојде во овој совет. Јас и 4 години не го имам видено овде и сега не го гледам. Јас знам дека наредната недела веќе ќе се конституира собрание на клубот, раководството, управни одбори, сите тие работи што треба да се направат, ќе се формираат наредната недела, таква информација имам. Не, се е тоа супер, ама ние даваме страшни милиони за фудбалот, а не знаеме, не го имаме видено подписникот на сите тие средства. Сметам дека малце е чудно и за советот, и за градот, и за општината, и за сите. Извини, ве прекинав. Па добро, сега сакав да кажам дека јас сум овде, во клубот појќе за спортскиот дел и за таа работа можам да одговорам за прашања за околу тој дел. Во другиот финансии сега можам да знам колку од прилика нешто така, меѓутоа јас не сум тој што може да каже за точната бројка на долгови и обврски, само со сигурност тврдам дека дел од тие пари што се пуштени, тоа може да се провери без проблем и баш сакам нека провери кој им треба. Сите се наменски потрошени, односно за плати на фудбалерите, стари долгови за 2021 што беа 3 плати кон играчите обврски и дека некои долгови како припреми што биле од лани, од преклани, ги подмиривме, се договоривме на некој начин со Црвен крст, таму беа на припреми во Струга, на рат им го плаќаме сите некои такви обврски што доаѓаат, од овие пари што се пуштат од општина се трошат за враќање на долговите и за плати на играчите. Така можам грубо да кажам сега, дали не знам точно со бројки да кажам колку има. Мислам дека обврска околу 7 милиона 900 и сега колку е вратен долгот не можам да кажам точно. Во ред, меѓутоа јас како советник морам да ви кажам дека како доколку сте вие идниот регулиран директор, дека доколку не добиеме информации кои ги бараме, а веќе сме 8 месец од ова година, значи скоро поќе од пола година е помината, од нашата советничка група нема да има поддршка фудбалот, бидејќи сметам дека е крајно време некој да кажува точно кај се дават средствата, колку се дават и кој потпишува и кој не потпишува. Мислам, ова најдобронамерно го упатувам кон вас, бидејќи наназад полниме една дупка со пари која очигледно нема крај. Ви благодарам. Јас немам повеќе прашања. Благодарам, председателке. Други прашања? Колеги? Бидејќи нема други прашања, преминуваме на точка број 3 од дневниот ред, а тоа е завршна сметка на КК Пелистер Ада Битола за 2021 година. Ќе образложи кој? Наташа, добро. или остварена некоја мала пробивка од 18.000 денари.
Се извинувам, Наташа, те молам на микрофон, пошто предпоставувам на снимката нема да се слуша. Извини, ама сега видов дека не си на микрофон. Кратко. Приходот остварен во 2021 година е 19.757.000, во кои што спајаат приходи од работењето од субвенции од општината и спонзорства 14.407.000 денари и останати финансиски приходи во кои спајаат ваучерите 5.350.000 денари. Вкупни трошоци на КК Пелистер биле 19.738.620 денари или остварена е минимална добивка од 18.380 денари. После одбивањето на данокот добивка од 1.838 денари, чиста добивка, после одночување 16.542. Долг кон добавувачите, заклучно со 31.12. што е на документ, е 819.742. Околу други работи, договори, ова е се документ што е книжано во книговодството. Се останато спортски директори, председатели и се она што си е во клубот. Благодарам, Наташа. Прашања, колеги? Ларица? Мислам, гледаме од завршната сметка на КК Пелистер дека со 31.12.2021 година клубот бил во добивка, што мислам стварно можам да кажам дека е нереална информацијата. Пред се затоа што со промената во управниот одбор на КК Пелистер и добијаните досегашни информации, долгот на КК Пелистер досега е негде над 8 милиони денари. И тоа по разни основи. Мислев, сакав да ја знаете ова информација и ако може некој, мислам понатаму, да извеште за што вкупно се тие трошоци и за што всушност се тие долгови направени во меѓувреме. Значи, можеме само да констатираме дека во книговодствената евиденција имало неточни податоци. Благодарам. И јас имам едно прашање до Наташа. Значи, имаше ревизија за КК Пелистер. Мене ме интересира што се случи со забелешките кои ги имаше во ревизијата, дали имаме информација за било какво постапување. И ме интересира како ако ние сме биле, ова што го праша Благица, ако КК Пелистер било со добивка, како може наеднаш да биде со толкав долг. И уште едно прашање имам, дали имаме било каков основ за злоупотреба на службена должност во КК Пелистер, дали имаме било каква реакција во ревизијата која се однесува на тој основ? Што се однесува до ревизијата, дали е постапено, значи тоа си беше задолжен председателот тогашен, дали е постапено, иначе ова е после ревизорскиот извештај, значи беа земени документите, ново книговодство, ново се, така да навам... извинете, вие бевте книговодител на КК Пелистер? Не, јас не, меѓутоа фирмата имам книговодствена фирма, имам дел од вработените кои... А вие не сте вработени во општина Битола? А во општина Битола, да. Во општина Битола, да. А околу вакви долгови со големи износи, значи договори правени, кој правеше, како, значи, надворешно книговодство во никој случај не може тие работи да ги знае. Ова е затоа потенцирав врз основа на донесени и снижени документи. Што не е донесено? Какви договори настрана се правени, што не се, затоа што во ниедно книговодство договорите што ги исклучуваат спортските директори не ги носат. Тие воопштина не беа донесени на милион барања, камоли во книговодство. Значи, овие бројки се према донесени и сработени документи. Се останато... Сега јас не знам кој е во салата моментално надлежен или директор кој е моментално стварно. Господинот, еве една исто
најдобронамерна забелешка како за ФК Пелистер, доколку не добиеме информација детална за се она што се случува во кошаркарскиот клуб Пелистер, значи со цифри, со договори, со извештај целосен, ние како советничка група нема да ви дадеме поддршка, значи зборувам во името на поинаку, бидејќи и овде сме сведоци дека не знаеме очигледно кој, каде, кога, колку и како потрошил. Ви благодарам. Благодарам. Други прашања? Ај, колега Бојковски. Благодарам. Колега Корлевски. Благодарам. Во однос на информацијата сакам лагица. Овие 8 милиони денари долгови се во меѓувреме, пред време во 2021, во текот на 2021, во 2022, измеѓу, сега, утре, кога се? Па гледате дека немаме официјален представник, значи после Наташа, значи некој друг го превзел книговодственото работење, немаме официјален извештај од него, за да знаеме, затоа е советникот Бојан Бојковски бара дополнителна информација. Врз основа на што ги добивте информациите, без оглед што немаме представник? Врз основа на документите кои ги добивме од спортскиот директор. Врз основа на спортскиот директор, Да. кој? Мартин Јовановски. Значи новото раководство после преземањето на врските во кошаркарскиот клуб Пелистер. Да, да. Фала ти. Поче, повели. Како секретар имав одреден увид на документацијата, значи конкретно за кошаркарскиот клуб. Долговите произлегуваат пред се од договори подпишани од претходниот извршен директор, од претходното раководство. Јовче Христовски, мислам. И се договори склучени за во период за претходната сезона, која што сега заврши, а која што веќе беше почната. И се уште генерираат обврски, бидејќи во КК Пелистер, според анализите кои што ни беа доставени како раководство на општина Битола, само месечната плата изнесуваше 3,6 милиони денари без бонусите. Значи, грубо земено, иако сега ги немам пред мене документите детално, е ова Бојан што го повара, ќе може да се направи целосна анализа, за претходната сезона, претходната управа, значи не последниот извршен директор или уште помалце сегашниот, искреирала буџет по груба проценка од над 4 милиони денари месечно, или ако земиме дека сезоната трае 10 месеци, говориме за над 40 милиони денари, а ваучерот е 6,9 милиони денари. Значи, 33,1 милион денар само за претходната сезона треба да ги обезбеди општина Битола. И почитуваниот колега Корлевски знае и кога бев советник, некогаш ги нервирав од позиција на власт, збораме со бројки. И ова може да се провери и го има вкажвано тој за завршни сметки за сите работи. Значи не треба да сме некои математичари и да заклучиме дека прво треба да ги компензираме сите овие обврски, од друга страна јавноста очекува да има стабилен тим, кој што треба да има екипа и за следна сезона, и тука предизвикот е уште поголем. Че не може некој да направи буџет без да знае од каде ќе дојдат парите, бидејќи одговорно тврдам дека единствен спонзор, односно не е то спонзор, кој што ги дава парите е општина Битола. А раситнувањето на ваучерот е сосема под друг клуч и тоа не е донација, туку тоа се средства кои што после приватните фирми и субјекти ги пребиваат. Значи за сите овие обврски само за претходната сезона, за да дојдеме на
некоја нула, овие 8 милиони денари се за последни две плати, конкретно, од мината сезона. Значи не се тие од сега нови плати, новите договори кои што би се склучувале доколку се има зелено светло да продолжи клубот да функционира стабилно, почнуваат или од септември месец или од октомври месец. Значи нема договор сега. Овие се договори за претходната сезона кои што завршува или со јуни или заклучно со јули. Не знам и за фудбалот во кој дел беше дискусијата, и таму е слична ситуацијата, значи наследени се обврски од минатото, кои што прво треба тие да се расчистуваат, а од друга страна одговорност и обврската на општина Битола како доминантен 100% собственик е да овозможи клубовите да функционираат. Еве, са тука отворено транспарентно за кошарката и кажав конкретни цифри. 37 милион денари фалат. Ајде да видиме колку беа првично, колку со ребаланс, колку со друго, тие треба да се компензираат. И знаете, тука еве се од сите представници од сите професионални спортски клубови, како се играчите и менаџерски и како се заштитени во поглед на нивните договори. Че не е толку едноставно ниту раскинувањето на договорот, ниту преиспитувањето на обврските, а најголемиот дел од работите доаѓаат, односно до врските доаѓаат од директни договори склучени со играчите. Значи никој не вели дека играчите не требале можеби да земаат толкава плата, за да не се сватиме грешно. Ама прашањето е дали смел некој да потпиши договори без да знае од каде ќе има средства за тоа. 1000 пати опозицијата излезе да кажува дека општина Битола троши многу пари. Општина Битола троши пари, ама има пари. КК Пелистер трошел пари, ама немал пари. Таа е разликата. Голема е разликата. После ето зашто се парите потрошени и како се ќе види на второ. Во однос на ревизијата, значи голем дел беа од забелешките во однос на сметководственото работење и сите властени институции се известени, ревизорскиот извештај е испратен и секако и сегашното раководство и тие измеѓу кои што раководат треба да обрнат внимание на тие забелешки за во иднина да нема пропусти кои што би генерирале не само прекршочна одговорност, туку и некоја друга одговорност. Благодарам. Колега Корлевски. За да биде појасно на годината. Значи во 2021 година викаде 33 милиони КК Пелистер немал пари сезоната 2021-2022, која што во 2021 година, кога се сликавте со градоначалникот и со тренерот, јас знам сега дека го продолживте уште на 2 години договорот. Значи тој генерира обврски поќе од финансиските обврски што ги има од општината во програмата за спорт за КК Пелистер. Само за тренерот, да не зборам за играчите. Па зашто не ги спуштите сите играчите? Пошто има поќе обврски. Втора работа, ама сега види, ако сакате, тоа е една работа. Друго, КК Пелистер дали имал начин да најди финанси. Едно е општината колку има пари, а друго е КК Пелистер, како во 2020, 2019, 2018, 2017 ги подмирувал тие обврски. Земете ги извештаите, донесете ги на седница на совет, ќе ги разговараме дали било само општина Битола, дали биле приватни субјекти и така натаму. Во 2021 година, кога биле склучени тие договори, доколку не биле прифатливи за општина Битола, доколку не биле прифатени за кошаркарскиот клуб Пелистер, се требало да бидат прекинати. До и 23-та нека бидат, се извинувам, до и 23-та нека бидат. Значи се што не им одговара, или сега во моментот што се подпишува, бидејќи се подпишува сезонски, ништо не се подпишува од септември, се подпишува во јуни месец. И во фудбалот е така, и во мај, и во јуни, а не се подпишува во јануар месец или во декември. Тоа е една работа. Играчите се купуваат, значи, со самото завршување или со почетокот. Истото и во ракометот и во станатите. Ги читате, барем така, кога ги подпишува договор, мај, јуни. Никогаш во септември не се подпишува договор. И обврските почнуваат со стартот на подготовителната сезона. Подготовителна сезона е стартот пред сезоната за надпревари. Значи, спортски гледано, тоа сум го знал барем едно 17 години уназад. И така да тие работи. Дали
клубот, односно раководството, менаџирањето, спрема тие обврски. Така еве пред малце го имавме представникот на ракометниот клуб Пелистер. Спрема договорот вели, ние од општината заемаме толку што се и не ги надминуваме. Ама нашето вложување, сакајќи да постигнеме резултати, вложивме 2-3 пати поќе од тоа што се договоривме. Ако сакате резултати да имате, ако сакате Европа, јас колку што видов известувањето сега беше и ова сезона ќе одиме во АБА лига, КК Пелистер. АБА лига 2 не значи помалце финансиски обврски, значи повеќе. Претходното кога беше известувањето од градоначалникот во кабинетот беше дека АБА лига 2 е луксус, дека АБА лига 2 е грешка. Сега имам известување дека ние Пелистер ќе го гледаме и ова година во АБА 2. Сега тогаш беше луксус, а сега не е луксус. Значи зависи што сакаме да постигнеме. Ако сакаме да играме во Европа, било кој клуб, дали ракометни, фудбалски, кошаркарски, ако сакаме фудбалскиот клуб да го вратиме во прва лига, ако сакаме да игра во Европа, тоа значи поќе пари, не значи помалце пари. Ревизијата, да, кој како трошил, дали имаме кондобавувач и другото останатите работи. Меѓутоа, во останатите спортскиот директор слободно го имате на фудбалскиот клуб, на ракометниот и така натаму, кога ќе ви кажат дека се договарат за таа работа, тие се финансиските обврски. Дали е тоа малку или многу за општината, зависи од амбициите. Општината може да му каже на фудбалот, а види вие, толку ни се парите, не планираме. Ама одговорот ќе ви биде поинаков. Оти како викат, колку пари, толку музика. Дали тие финансиски средства од 33 милиони што викате долгови се спрема плати, апсолутно прифатливи за општина Битола, тога е друга дискусија. Меѓутоа, зборуваме за договори кои што убаво спомна и представникот од спортот, вика за до 2023, 2 години. И спрема тие договори се исплаќаат платите. Ако нешто не му одговара на општината или на раководството, апсолутно мора да ги прекини тие договори, ако се штетни, ако се некорисни. Прашањето е дали има импликација која што е незаконито работење. Толку. Вака се, да не правиме замена на тези и дискусија која што нема да води нигде. Бидејќи беше поставено прашање од кај се моменталните 8 милиони денари долг, првиот дел беше мојот одговор на тоа. Значи, 8 милиони се со активни договори подпишани од претходната управа. Значи, ние не можеме да го негираме, да ги негираме обврските кои што настанале наназад. Дали одреден договор може ли требало, еве конкретно, сега не сум спортски експерт, Кесар замина во странство, бидејќи проценката беше дека можеби толкав договор идната година нема да може да го плаќа клубот, ова токму ти што го кажуваш. А е добар играч, што не е спорно. Меѓутоа, главната дилема е да не префрлуваме, оти останува тука една дилема, са кој ги направил некој во 2 месеци. Значи, таа екипа ја доигра сезоната. По договорите кои што беа подпишани, за кои што немаше опција за корекција, бидејќи за да се споводиш да некој да го коригира договорот, треба меѓусебно се договориш. Дали ќе сака да намали плата, нема сака да намали плата, дали ќе сака да го раскини пред време на негова штета, на заеднички, така, тие се јасни работи, да не повторуваме. Точно е се, ако се игра во Европа, ќе бидат големи трошоците, не мора да бидат поголеми, меѓутоа не можат да бидат драстично помали. Ама дека можат да бидат помали најмалце за 40%, исто така можат. Сега, како резултатите на крај ќе излезат, не сум експерт спортски, освен што гледам спорт и не икам да оптоварувам, не знам, најувам за Милан во Италија, 6-ти буџет поред од сите екипи првак лани. Немам да кажам, не знам, се може да се случи. Ирелевантно. Ние минатата година имавме резултат со клубот. Еве, 2-3 управи се смени, имавме резултат. Ама сега зборуваме и ова седница е финансии и спорт за финансиите. Не зборуваме за резултатот, неспорен. Прв пат во историјата Пелистер играше финале. Факт историски е. Не памтам да сме играле претходно.
Така? Почнала едната управа, завршила другата управа, бил еден градоначалник, после бил друг. Во сезоната. Генерално, можеме да си заменваме тези, пошто и се снима седницата, цела работа е што парите кои што ги дава општина Битола како собственик, се пари на граѓаните. Од една страна, да, граѓаните очекуваат да имаме стабилни, професионални спортски клубови во Битола и тие се побарувањата и Пелистер, ФК Пелистер да се врати во прва лига, кошаркарскиот клуб да го држи нивото, ракометниот клуб исто така, ево ова година може да и прваци да бидиме. Сите работи се поврзани со трошење, да, но не може кога се дискутира за завршна сметка за минатата година да не се каже како бил димензиониран буџетот. За завршната сметка за 2022 година, каде што де факто ќе дојдат до израз планирањата за кои што колегата Корлевски зборува, ќе зборуваме идниот март, каде што ќе нема аргумент точно да се кажува како се димензионирани договорите или зошто одредени договори се продолжиле или не се продолжиле, или продолжила исплатата на повисоките суми без да се побара, не знам, 2 играчи на местото на еден играч кој што зема повисока плата. То не можам сега да го кажам. Меѓутоа сега зборуваме за 2021 година. 2021 година влегува сезоната, дел од сезона 2021-2022 и дел од сезона 2020-2021. Лесно може да се види колкави биле двата ваучери и колкави се обврските месечни кои што ги димензионирала претходната управа. Иста управа беше во двете сезони. Факт е дека обврските и структурирањето на буџетот биле многу поголеми од она што реално општина Битола можела да го предвиди во годишната програма во делот каде што се поддржува професионалниот спорт. Бидејќи во кошарката и во фудбалот немаме договор по клуч како што е во ракометот, каде што стрикно е дефинирано колкав износ за сезоната, мимо ваучерите и правилата. Има и таму работи кои што можат да се анализират во договорот, но во делот на директното финансирање, јасно е дека 15 милиони по сезона треба општина Битола да одвојува. Другото во дел на ваучери и така натаму може да се анализира. Во однос на другите два клубови, нема таков договор, бидејќи 100% собственик во моментот, а во ФК Пелистер минатата сезона и не бевме 100%, значи повторно кога ја гледаме таа завршна сметка, туку приватникот генерално ги менаџираше целосно работите, а во кошарката сме во континуитет 100% собственици. Колега Корлевски. Токму почитуван секретар, за 2021 година изборуваме за завршна сметка. Доколку раководството не планирало како што треба во 4 години и трошело повеќе од она што можело да го подмири, немало да биде завршната сметка позитивна. Ќе била многу негативна. Ако загубата му била секоја година по 8 милиони денари, за 4 години сигурно ќе било 32 милиони денари. Само по основ на непланирани. Прва работа, како што било во фудбал, во 2017 година кога се презеде беше 43 милиони денари. ФК Пелистер 43. Значи скоро 1 милион евра должеше. Не зборуваме за ваучери како се снаоѓале пред тоа 2017 до таа сезона играа куп, го своја купот, така. Исто кошарката наследивме од вас. Тоа е. Така, одлично, супер. Само што ја надолжи, место да надолжите 43 милиони, имате како што вика завршна сметка 6 милиони. Знаете колка е разлика до 43 до 6? Огромна. Сега, затоа што во 2017 кога наследите 1 милион евра, никој не коментираше за таа работа. Втора работа е во однос на завршната сметка за 2021 збораме сега. Ако во 2021 година било таква како што е, значи во 2021 година си имало и спонзори. Донесете ги тие извештувања колку имало спонзори за 2021 година. Да ги видите во клубот. Видете ги, затоа што спонзорството си е спонзорството. Општина Битола, значи приватниот имал спонзор. Сакавте Кесар, па Кесар се замина затоа што не сакаше да го продолжи договорот по истата сума. Премјастично знам за таа работа. Добро дека не е. Затоа и сите останати играчи си замина затоа што не сакаат да станат по истата сума. Значи ако зборуваме за спорт, тоа дали
ќе зборуваме за март најдната, апсолутно ќе зборуваме. Меѓутоа, за 2021 година, дали имало план? Апсолутно. Дали сега, вика, поплатите после завршувањето, значи со назначувањето до октомври месец, апсолутно, сите плати му беа исплатени на играчите. Не е точно. По зајмица од 3 милиони денари, не вратена нигде, што мораше да се врати сега. Не е така. Збораме за ноември месец. Значи, по зајмица баш во ноември месец. Така де во По ноември месец. зајмица не е спонзорство, Борче. По зајмица не е спонзорство. Вака, ворете. Бидејќи, мислам, јас се извинувам, ќе морам на еден друг состанок што имам за кажам да се вратам. Значи, вака, Бојан побара колегата советникот, значи детални извештаи. Ке се добијат извештаите, добар си како политичар, можам да те пофалам, за замена за тези не е така работата, значи неточни податоци изнесуваш, меѓутоа како иде, документите ќе бидат неуморливи, ќе се види како беше структуриран буџетот во 2020-2021, како бил структуриран во 2021-2022, до кога се важечки договорите, ќе ги извадиме сите суми и кои се подписници на сите договори, вклучително и на последните договори кои се подпишани и од последниот извршен директор и ако треба и од следниот. Значи целосно и во таа анализа ќе дојди дека некој без да планира соодветно и да има концепт генерирал поголеми обврски од што можел да ги сноси. Наташа кажа дека се минимални спонзорствата, јас ги гледав по ревизорските извештаи, се минимални и смешни пари во оглед на со оглед на сето тоа колку што коштало. И тоа ќе се види. А и самиот имаш испратен официјален мејл дека во еден период си помагал со твои лични средства на клубот, од што клубот не можел да функционира. Така да сега да не бидиме да зборуваме различни работи. Ако клубот бил толку добар и добро ги планирал работите, немало до тоа да се доведува. А затекнати договори кои што генерират обврски, и точно да, проценката беше во јануари, февруари месец, дали треба да се распушти екипата и прв Борче Корлевски пред општина да излезе и да речи не сте способни да ја менаџирате или треба да се заврши сезоната која што заврши на крај со финале. Но, тоа не значи дека е морално да се планира нешто кое што не може, за кое што се нема овластување добиено од сопственикот. Туку има седница на управен одбор со записник каде што се вели најмалце ќе кошта сезоната 25 милиони денари, ама никој не кажува од каде ќе се најдат разликите. И тоа постои во документите, ќе го има. Значи се седи на управен одбор и се вели идната сезона ние ќе имаме буџет заради АБА 2 25 милиони. Не е и тоа точно, оти буџетот е преку 40 за сезоната. Оти е проверливо, оти толку беше платата. И пак ќе речам, никој не вели дали некој треба толку да зема или не треба. Главната работа е дали може тоа да се плати, не може, дали треба или не треба да се плати. Че треба да ги направиме тие разлики. Од теја ви како во ракомето, ти имаш еден играч ке зема може 10.000 евра плата, другиот зема може 1.000 евра. Се има разлика. Колку што ќе направиш, како што ќе направиш план, ама треба и да знаеш, не бев присутен еве на тоа образлагање, дали некој ќе ги покрие сите тие разлики. Ако општината треба да ги покрива сите разлики, а не била во текот, јас сум убеден дека претходната градоначалничка, кога се димензионирал буџетот, не била информирана, бидејќи за кошарката, Благица за 2021 колку средства беа, мислам дека максимум 6 милиони. Ке видиме 6 милиони за таа година, се знае и за следниот буџет колку беа. Ке направиме споредба како се планираа буџетите. Сам само да ги оптоваривме сите со некое надмудрување, меѓутоа бројки се овде во прашање. На второ место ќе ставиме прекрашок, не знам, криминал и 5 работи, 6 работи. Еве на прво место да ставиме планирање. Морално или неморален пристап во делот на нештото. Дали можело нешто да се... И јас сакам да возам најскапа кола, прашање е дали можам. Можда можам да земам кредит, па ќе заглавам фамилијата, ќе ми ја земат куќата. Не знам. Мислам, ќе морам, се извинувам, ќе морам да се вратам, не бегам од дискусијата, супер ми е, можам да се изборам, ама ова е генерално. Ајде да ги видиме бројките, нека има уште една комисија кај што ќе бидат уште подетални, ќе се дискутира и на тие факти. Јас баш сакав да се надоврзам на ова што кажа Борче, и едниот и другиот.
Бидејќи сме били во претходниот совет советници, јасно ни е на сите дека за прв пат со измената на програмата за советот се разгледуваат завршните сметки на спортските клубови. Јас имам еден предлог, посебно за клубовите кои се во 100% собственост на општина Битола, дека би требало да гледаме и финансиски планови за сезоните со донесувањето на завршните сметки, бидејќи со тоа ќе имаме некој увид колку пари се планираат, на кој начин се планираат да се потрошат и каде би оделе тие пари, и да не бидам грешно сватена, меѓутоа сметам дека му треба транспарентност на општината и во последно време се одиме да биде што потранспарентно. Може би е редно време и граѓаните и ние сите да знаеме кој колку пари зема за ангажираноста во овие спортски клубови. Зборувам за луѓето кои земаат плата од општина Битола, а се ангажирани во спортските клубови. Посебно во клубовите кои се во 100% собственост на општината. Тоа е мојот предлог. Ќе се договориме, ако биде прифатен, ќе измениме повторно програмата и ќе разгледуваме и финансиски планови за сезоните. Јас толку имам, ако има некој друг прашање. Благодарам. Ако нема други прашања, точките на дневен ред од Комисија за спорт ги исцрпивме. Мислам дека може гостите да ги ослободиме и да си продолжиме со Комисијата за финанси. Точка број 1. Одлука за проширување на средства на буџетот на општина Битола за 2022 година. Благица е присутна. Дали имаш уште некоја точка заедно да ја поминиме, дури ако сакаш? Освен ако ги разгледуваме критериумите за доделување. Да, нека одат двете точки заедно. Нека одат двете точки заедно. Првата одлука за проширување на средствата во буџетот на општина Битола за 2022 година се однесува на колоната донации. Се работи за донации кои во меѓувреме ги добија две училишта, основното училиште Климент Охридски и средното општинско училиште Гимназија Јосип Броз Тито. Се зголемува сметката за донации за 3.332.810 денари и во приходниот и во расходниот дел. Двете донации се од програмата Еразмус. Благодарам. Дали имаме прашања? Доколку немаме прашања, следната точка, Благица. Следната точка се критериумите за доделување на социјална парична помош. Ги разгледувавме заедно со представници од сите политички групи. Имаше некои забелешки, исто така ги коригиравме, доколку имате нови забелешки, бидејќи баш оваа програма, овие критериуми, како што рече председателката на самата комисија, сакаме да бидат од сите да бидат едногласно прифатени, без забелешки, бидејќи се однесуваат на сите граѓани, а свесни сме дека во последно време сме сведоци на злоупотреба и од страна на од многу страни, затоа и решивме да ги измениме. Морам да кажам дека критериумите би важеле од 1.1.2023 година. До овој момент дополнителни измени не стигнаа до мене. Морам да кажам дека сите советници кои беа присутни на комисијата каде се разгледува беа едногласни и тоа е оно што сакавме да го постигнеме, едногласно да ја направиме измената. На транспарентен начин ќе бидат известени и граѓаните како би аплицирале, што би значило тоа. Во секој случај го направивме само за подобрување на начинот на кој се доделуваат средствата и ќе повторам, доколку и во наредниот период, еве до 31.12, ако некој има било каква забелешка, нема да биде никаков проблем, повторно ќе поминиме на седница и ќе ги измениме. Прашања? Доколку немате, Благица, благодарам. Преминуваме на точка број 2. Одлука за давање на користење на деловен простор на ЈКП Водовод, ЈП Комуналец и КЈП Нискоградба Битола. Представник. Дури чекаме представник, ќе преминиме на другата точка. И за комунална такса треба да биде исто? Ај, Наташа повели да друго чекаме, Игор. Значи, со одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во општина Битола се врши само согласување на член 1 став В, каде што значи
во 2007-2008 направени се промени на комунални такси и на други тарифи, меѓутоа останата е за подружница 2300 денари. Сега само вршиме усогласување, пошто за подружница наплаќаме 2000 денари. Утврдено е тековно дека во 2007 и 2008 при промената на комуналните такси не е изменат износот, сега само усогласување. Пошто ние веќе наплаќаме 2000 денари, меѓутоа и со одлука да биде покриено. Благодарам. Прашања? Доколку немате прашања, преминуваме на точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите на вработените во јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Ајде да преминиме на 9-та точка, тука е директорот на Паркинзи. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во ЈПП ЈЛП Битола. Имате уште една точка. Ценовник. Така? Не. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цени за хоризонтално одбележување на надолжна и напречна сообраќајна сигнализација. Повелете за двете точки. Здраво на сите. Околу првата точка линеарното зголемување на платите, тоа е прилагодување согласно со станокот на синдикатите и градоначалникот. Ние еднаш во мај имавме едно прилагодување на платите, остана некоја ситна разлика, со што со оваа одлука на надзорен и управен одбор доаѓаме до тие 2806 денари зголемување на платите на вработените. Околу првата точка, мислам дека тоа е само прилагодување. Некој праши или на втората точка можам да преминем? Може. Прашања имате за платите? Повелете. Благодарам, почитувам директоре. На претходната седница донесовме одлука за зголемување на плати на други јавни предпријатија, кои што потоа директорот на едно од тие јавни предпријатија каже дека се во класичен банкрот. Сега, дали и ова јавно предпријатие ќе го однесиме во банкрот со зголемување, односно со линеарното зголемување на платите во јавното предпријатие, бидејќи претходниот пат не правевте мало, туку правевте зголемување на платите на минималната плата. Значи апсорбирање на оние вработени кои што имаат под минималната плата, 18.000 денари, тоа беше едното. Сега, колку вработени ќе добијат по овие 2806? Истите прво тие што добија минимална, ќе имаат линеарно зголемување, дополнителни плюс, значи дали ја знаете колкава ќе биде оптеретеноста во однос на вработените? Првото и второто покачување што беше во март, и ова околу меѓу 250 и 300.000 денари месечно. Нека се не знам точни бројки, првото и второто, ова е на дополнување на првата одлука, стои тука, кај што има и позициите се наведени, можете да прочитате, работник на обележување, разликата, пошто некаде 2200 денари беше покачено, уште 600 до 2800, контролор на рампа 600 денари, тие се позициите. Значи, збораме по вработени, од она што било покачено, да речеме, 2200 до минималната, сега се дополнува со уште 600 денари за тие. Значи да немаме забуна во јавноста. Сега, дали или знаете колку точно бројки има, например, на вработени кои што ќе морат 2800, да речеме, оваа цела вкупна сума да ја дополнат? Линеарно збораме зголемување, во однос на овие што ги добиле. Сите имат минимално 2806 покачување. Вака, да, минимално, меѓутоа во првиот дел беше да стигне до минималната плата. До минималната, да. Сега останатите кои што имале над минималната плата, дали ќе добијат 2806? Да, сите минимално добиваат 2806 денари. Значи и тоа сите вработени, 58 вработени, 2806 денари покачување, минимално. Минимално. Добро. 58. Окей. Околу втората точка, може? Со второто утврдување на цени за хоризонтално обележување на надолжна и напречна сообраќајна сигнализација се врши корекција на ценовникот и дополнување со нови ставки. Односно новите ставки се за друга боја, не само бела, со црвена и жолта боја и со пластификатор на дополнување на ценовникот. Тоа е разликата спрема стариот ценовник. Прашања? Јас имам прашања. Мене ме интересира, еве ние утре ќе ги донесеме, понеделник ќе ги донесеме цените. Кога Паркинзи може да излези на терен и да почне да обележува? Пешачките премини ги обележува. Зборувам за другата сигнализација.
За надолжните линии? Па мораме еднаш да ги донесеме први цените, ние... Значи, еве, понеделник се носат цените. Кога паркинзи може да почне со обележување на улиците? Па до крајот на месецот мислам дека ќе можеме да почнеме. Ке можете да почнете. Да. Добро. Дали може да ми кажете динамика на работа? Ке ви требаат дополнителни вработени, дополнителна механизација? Ме интересира дали ние сега ќе ги донесеме цените, меѓутоа дали може да се случи до крајот на месецот да ни речите како предпријатие, извинете, ама ние не можеме да ги бележиме улиците бидејќи немаме вработени. Не, вработени има, меѓутоа да, дополнителна механизација ќе ни треба. Се разговара, се барат и понуди да видиме околу дополнителни машини што ќе треба да ги набавиме, а ќе мораме да ги набавиме. Значи, ако не ги набавите, нема да можете да бележите. Ќе можеме да бележиме, меѓутоа со многу помала динамика од реалната. Добро, и на кој начин би ги набавиле тие машини? Па во заедно со општината. Самостојно како предпријатие во моментот немаме средства. Го спомнавте пластификаторот, така? Да. До кај сме со него? Во моментот течи постапката за набавка на пластификатор. Од прилика временски период имаме до кога би завршила набавката? Не знам точно, во зависност доколку нормално има сериозни понудувачи, мислам дека до нека биде уште еден месец од денес, само мислам дека и побрзо ќе заврши. Нормално доколку има сериозни понудувачи спрема цената што ни е предвидена во планот. Дали тој начин на обележување имате некој план направено каде прво би се поставувале? Први на централните крстосници кај што имаме најмногу проток на возила се планира да се обележи. Зборуваме само за пешачки, значи на почеток. За пешачки премини, да. Добро. Стрикно само за пешачки премини. Значи имате план? Да. Добро, ви благодарам. Друг прашања? Повелете. Во моменту имаме една машина која можам да кажам да тврдам дека не е сериозна машина за работење, таа е привремена, меѓутоа мора да се набави, како што кажав, доколку сакаме со реална динамика да работиме, дека треба да купиме нова машина која ќе биде наједноставно да кажам посериозна, која ќе може да одговори на потребите на градот. Ќе ви кажам, реално една машина, сериозна машина што треба да се купи, кошта, не знам, околу меѓу 30 и 40.000 евра, оваа машина е купена 3.000, околу 3.000, са не знам точно не држи за збор, околу 3.000 евра, па можеме автоматски да споредиме со тоа која е сериозноста на таја и нова е. Нова е машина што имаме тековната, главната намена му е на обележување на паркинг простор, евентуално и на пешачки премини, меѓутоа не има таква сериозност за да може да обележи надолжни линии, зборам за целочасовно дневно работење, нема толку сила. Значи ние и да ги донесеме цените, не можеме да се надеваме дека за брзо ќе видиме бележани улици. Така јас ова го сватив. Ќе започнеме со бележење на улиците, меѓутоа како што кажав, за да имаме сериозна динамика на работите, ќе мора да купиме уште една машина. Да, ама ако ве разбрав, значи огромна е разликата меѓу едната машина и другата машина. Да. Благодарам. Прашања, друг? Повелете, Корлевски. Значи, директоре, во однос на ова, значи, рековте за да почнеме со работење со ова нова подлога, значи потребно ни е со поддршка на општината набавка. Така. Значи, дали пошто до сега немаме во развојните програми, значи ќе треба да следува некоја нова промена од општина Битола со која што ви дале средства или пак вие како предпријатие би зеле, што знам, кредит да речеме, да ја купите таа машина за да може да ги обслужува тие обврски. Значи каков е планот? Дали општината ќе мораме ние еднаш да имаме ценовник, да знаеме дека можеме да ја работиме таа работа, тие ние и да предвидиме и да купиме таква машина, ако не бележиме надолжни линии, немаме потреба од таква машина. Доколку имаме дозвола да речеме од советот за да влези ова во работа на предпријатието, пошто досега ние само пешачки премини бележевме, доколку ги превземеме на должните линии, потоа
нормално ќе предвидиме, са ќе видиме дали ќе купиме ние, на кој начин ќе биде набавена машината. Меѓутоа сега пред време ние не можеме да планираме да купиме машина ако не знаеме дека ќе бележиме. Благодарам. Прашања? Доколку нема, ви благодариме за присуството. Игор е тука, повели Игор за точката за одлука за давање на користење на деловен простор на јавното комунално предпријатие Водовод, јавното предпријатие Комуналец и комуналното јавно предпријатие Нискоградба. Благодарам, председателке. Предлог одлуката е за да се возможи да се обезбеди простор за наплатен центар за трите јавни предпријатија кои ги спомнавте, Водовод, Комуналец и Нискоградба, во горниот дел на градот, во реонскиот пазар. Одлуката е по примерот на наплатниот центар кој што е кај Работнички универзитет. Само сега да се обезбеди наплатен центар за граѓаните кои живеат во тој дел на градот да можат да си плаќаат своите сметки кон овие три јавни предпријатија без да имаат потреба да слегуваат до центарот на градот. Благодарам. Благодарам. Само таа точка имаше? Така. Прашања? Повелете. Не, за ова прашање знам дека сте тука. Нема проблем. Нема проблем. Само да завршиме сигур. Кратки, само две прашања. Овај деловен простор што ќе го користат за пунктот во Нова Битола ќе биде на приватна собственост или на пазар, во пазарот? Во собственост на општина Битола, во делот од просторите од пазарот кој што се на општина. Значи, собственост на општина Битола нема да плаќаат кирија, водовод, Комуналец и Нискоградба. Символично бидејќи согласно закон за користење и располагање на стварите со државна и општинска собственост, не можеме без надомест, мора некој надомест. Во за споредба во Работнички по 10.000 од предпријатија, овде по 5.000 со оглед разликата на микролокација. Значи на општинска собственост. Да. Благодарам. Прашања? Нема. Повелете, директорке. Само кај што имате микрофон, дали некој има прашања за решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите на вработените во јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола? Повелете. Јас само да кажам дека линеарното зголемување е 2806 денари, исто како што и другите јавни предпријатија ја зголемија за оваа сума. Ние не стигнавме за претходната седница на Совет да го собериме надзорниот управниот одбор и заради тоа, еве да кажам, со мало каснење, меѓутоа ова зголемување секако ќе се рачуна од августовската плата, како што е наведена во одлуката и во мислењето од надзорниот одбор. Толку би немало. Благодарам. Прашања? Павел Корлевски. За вас, почитувана директорке, во однос на финансискиот дел, бидејќи поготово како јавно предпријатие зависи од општина Битола на рачките за извршување на обврски кои што се за планови за урбанизам и така натаму. Овие финансиски средства, бидејќи зависи од нарачката, може да има, може да нема и колку ќе има и така натаму, дали ќе бидат терет на предпријатието или директно општина Битола ќе го спонзорира, мислам? Овие ќе си бидат терет на предпријатието, бидејќи ако немаме заплата, ние самите нема што да ни се спонзорира од општината. Значи, доколку не можеме да си обезбедиме плата од нашите наплатени фактури, не можеме да земеме ни основната, а камоли покачувањето. Се надевам сега дека со изработката на по-сериозни урбанистички документации, дека тоа веќе ќе се надмине, бидејќи знаете каква е ситуацијата, навистина ние работиме исклучиво за општина Битола за потребите и досега, еве, предпријатието се справувало сите години, мислам дека и понатаму нема да има проблем во тој дел. И сериозно да ви кажам дека и платите на вработените во иднина, еве не само за сега, искрено морам да ви кажам дека се во најниските во Македонија, особено во најниските во Битола, испоредени со другите јавни предпријатија.
Јас еве како сега, како менаџер, да кажам, и како директор, во иднина кога бисме имале поголеми и документации, поголеми одговорности, поголеми нормално ова, мислам дека ќе дојди на точка на дневен ред да му се згоремат, бидејќи, ако ви кажам дека основната плата му е 27.500. Сепак за инженери со овластувања, со многу одговорна работа и со се, сметам дека, дај Боже, да дојди да работиме тоа што треба да го работиме и да дојдеме и на совет и да се објаснуваме дека тие навистина заслужуваат навистина поголеми плати со обзир на обемот на работата, нивото на работата и одговорноста. Да. Јас тоа е мое мислење. Општо за сите стручни луѓе во сите јавни предпријатија, сега не се споредувам, сегде има своја тежина, меѓутоа да ви кажам и во нашиот тарифник што го донесе, да речем, комората, таму дури има пресметано и минимални плати за посебно за планерите урбанистички. Сега знам дека во Македонија далеку сме ние од тоа, меѓутоа дај Боже да имаме работа, да дојдеме до тоа и да се стремиме кон навистина луѓето што се оптеретени, сериозни и одговорни со работата да си се соодветно ова. Оти вервајте, младите не ќе да идат, ни бегат инженерите, имаме проблеми и од другите струки, едноставно, не знам, младите поинаку размислуваат, кога ќе ја слушнат основната плата, не ќе ни да дојдат да работат. Да не ви кажувам, еве, и за директорските плати и секаде се може толку, ама знам, живееме во Македонија и тоа е тоа. Се надеваме за сите да биде подобро и да си ги заслужиме тие пари што ќе ги сработиме. Да не ве задржувам сега со одговоров мој, претерав, ама тоа сакав да го кажам. Нема проблем. Так. Благодариме. Фала ви многу и вас. Друг некој прашање? Доколку немате, благодариме за присуството. Фала ви многу, се извинувам што закаснав. Преминуваме, нема гајле, преминуваме на точка број 10, решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите на вработените во ЈП СИС Жабени Битола. Повелете. Само ќе ве молам кај шума микрофон. Исто согласно Законот за минимална плата од Службен вестник на Република Македонија, извршуваме линеарно зголемување на платите на сите вработени во нето износ од 2806 денари. Мора да нагласам истото што го нагласи колешката, дека во ЈП СИС Жабени нема зголемување на платите, односно никогаш не ни имало до сега. Значи платите се останат исто како во 2009 година, кој е донесен првиот буџет за ЈП СИС Жабени. Само за да ви објаснам колка е платата, значи на платата со висше образование земат 19.200 денари. Со 3 години стручно образование. Извинете, колку вработени имате? 3. Фала. Друго прашање некое? Јас имам уште едно прашање. Имате потреба од нови вработувања? Имаме голема потреба од нови вработувања. За? Мислам, сега ќе објаснам, ако ми дозволите 2 минути да ви одземам. Повелете, мене ме интересира. Не е конкретно поврзано со точката. Не ме интересира. Дали имате потреба од нови вработувања? Значи, за ЈП СИС Жабени, мислам дека натаму ќе имаме и како би требало да се работи. Значи, ние сме комплетно комунално предпријатие. Значи, располагаме со површина од 1,1 километри квадратни, од кои одржаваме зеленило, водовод, одвод, имаме прочистителна станица единствени во градот. Градот нема прочистителна станица, значи ние од субјектите од Жабени исфрваме чиста вода. И тоа го правиме со 3 луѓе. Мене ми е жал за тие луѓе, ќе ви објаснам. На кои позиции се тие тројца луѓе? Тоа сакав сега да ви објаснам. Мене ми е жал што ние сите таму тројца вработени сме со факултет, а работиме на одржавање на фекална канализација. Секој дневно имаме потреба од еден човек да оди да исклучи или да уклучи 2 пати во дено пумпи од прочистителна станица. За година ќе бидат исто како за сите комунални предпријатија побарани средства што ќе треба да се вработат луѓе за одржавање на прочистителна станица. За тоа дека има потреба од работни места, само ќе ви кажам дека од почетокот до сега се продадени 11 нови парцели во ЈП СИС Жабени, што значи ќе има нови инвеститори,
и обемот на работа, посебно во овој комуналниот дел, ќе биде многу поголем. Прашања други? Доколку немате, благодарам за присуството. Преминуваме на точка број 12. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на ценовник на јавното предпријатие Комуналец Битола за издавање на инсталации за осветлување заведен под број 02394/7 од 03.8.2022 година. И 13 точка Решение за давање согласност за одлука за усвојување на ценовникот на јавното предпријатие Комуналец Битола за изведување на партерно уредување заведен број 02393/7 од 3.8.2022 година. Повелете. Добар ден на сите. Овие двете одлуки се однесуваат за ценовници на јавното предпријатие за изведување. Едната е за изведување на инсталации за осветлување, каде што се даени цените по позиции на 14, кои што треба да бидат одобрени. А другата одлука е ценовникот за изведување на партерно уредување. Тука се дадени 5 позиции за по овај ценовник што ќе ги работи јавното предпријатие Комуналец. Прашања? Јас имам прашање конкретно зошто сега и зошто овие ценовници ги носиме? Овие ценовници ги носиме заради тоа што овие ќе ни послужат за во паркот кој што допрва треба да се отпочне за работа, а со претходните ценовници не беа опфатени овие услуги кои што треба да се сработат. Добро, имам прашање и до вас исто како до директорот на Паркинзи. Во понеделник ги носиме ценовниците и тие се прифатени од овој совет. Кога јавното предпријатие Комуналец може да постапи со работа на лице место, значи договорот го склучуваме веднаш, бидејќи тој поминува нели тука на совет. Мене ме интересира кога очекуваме јавното предпријатие Комуналец да излезе на терен и да започне со работа. Колку што сум јас информирана, бидејќи сум од делот на финансии, значи ова е Не, па зато дали нешто не спречува да почнеме веднаш со работа. Значи, Токму за тоа. Треба најпрво нискоградба да го подготви теренот за да може потоа да влези со работењето како Комуналец. Значи доколку немаме таква подлога, Комуналец нема да може да влезе. Колку што знам јас таму на терен треба прво да се нивелира земјиштето заради тоа што има разлика во висината, буквално да се изравни, па за да може да почне да се уредува, да се осветлува. Добро, пошто денес сме петок, сабота и недела сигурно нема да се изравни, така да нема да видиме изгледа за брзо рамнење таму. Ви благодарам. Друг некој прашање? Повелете. Не знам колку стручно е во вашиот дел, меѓутоа ме интересира, не разбирам која е улогата на зголемувањето на цената за паркот да се во однос на нови инсталации ќе бидат поставени? Не се зголемува цена нов ценовник. Нема значи зголемување на цената, работиме по ценовник. Тој ценовник, да. Работиме по ценовник, значи кој што досега се во ред, мислам за разбирам за паркот, да. Не постоел цена? Да, го немам. Аха. Значи ќе нема по кој основ да му наплаќате на општина Битола, мислам? На општина. Да. Тоа е цела работа. Да, нов е цена. Мислам ако добро ве разбрав. Да. Толку. Благодарам. Некој друг прашања? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Преминуваме на точка број 14, годишен план за вработување во Основно училиште Ѓорги Сугарев Битола за 2023 година. Повелете. Аз се извинувам. Во дел 1 се прикажува бројката на планирана бројна состојба на крајот на тековната година, значи она што е реализирано, таа бројка е вкупно 8. И имаме и друга обврска да ги прикажиме она што ние бараме или планирани нови вработувања во следната година, тоа е дел 3, а тоа се истите кои што пред овој совет ги презентиравме и предходната година,
Тоа е во делот на административна служба секретар, пензионирање и по основ на зголемен обем на работа, еве втора година бараме повторно хигиеничар во училиштето. Тие ни се два делови во овој извештај кои што ги бараме и презентираме. Прашања? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Преминуваме на точка број 15, годишен план за вработување во Зоолошка градина Битола за 2023 година. Повелете. Благодарам. Годишниот план за вработување на Зоолошката градина за 2023 година е истиот како и за претходната и за ова тековната. Со оглед на фактот, бидејќи не добиваме никаква согласност за вработување, се намалуваме по основ на пензионирање, по основ на смртен случај и така натаму, меѓутоа вработувања немаме. И планот предвидува 19 нови вработувања, максимално што можеме, меѓутоа две ни се многу потребни, ќе видиме, ќе поднесеме барање за согласност, исто и ова година поднесовме, и за година имаме предвидено едно пензионирање. Имам едно прашање, да не грешам, меѓутоа согласност од каде треба да добиете? Од Министерство за финанси и за култура или не? Пропратно. Значи заедно? Да. Добро, ви благодарам. Прашања? Јас имам прашање. 15 максимално раковте 19. Да. Тие се сите празни по систематизација места? Не, имаме, да, некои имаме празни, некои што треба со по 2 извршители или 3, меѓутоа не имаме еден. А зошто се ставени 19, а во пензија, по основ на пензионирање, само еден имате? Па еден ќе се замени в година по Добро, и пензија. како планирате да земите 19 нови, ако еден Не, тие се предвидени со планот, меѓутоа ние нема да ги побараме тие сите. А зошто се предвидени? Па обично се предвидуваат отпоќе да не дојде во случај да се спречи процесот на работа Не и можете така да натаму, да бидат предвидите. предвидени. Добро, не можете реално барем блиску да предвидите од потребата? Па обично од МИО ни сугерираат да уфатиме толку процентуално според систематизирани работни места. Тие добиваат препорака од Министерство за информатичко општество, така? Да, да. Не, во ред се, само тоа е премногу. Значи планот први го согласуваме. Колку години немате добиено согласност за вработување? Да ви кажам, последно добивме вработувања со македонски шуми, со преку Македонија пат со трансформација, а не се сеќавам кога. Не, мислам на нормално одобрение. На вистина не. Од јас не се сеќавам, затоа И колку вработени имamo во моментот? 15. Добро, јас забелешката е моја да го направите малку пореален планот за идната година, бидејќи 19 е стварно на 15 вработени, 19 да планирате нови. Ама ние, меѓутоа, ние не поднесваме барање за согласност Ама за јас сите ве 19, разбирам, меѓутоа ама- да не ни се јави во текот на годината потреба, пошто тој е усогласен со МИО, да не ни се јави, да го имаме уфатено, па да поднесеме барање. Се ја разбирам. Во ред. Ви благодарам за присуството. Преминуваме на следна точка. Годишен план за вработување на Дом за стари лица Сјурајдер Битола 2023 година. Повелете. Уклучете го само микрофонот, прицнете го. Извинете се, ве измачивме. Ви беше на сите презентиран годишниот план за вработување за 2023 година, кој е изработен врз основа на законските норми и правилникот за потреба од кадри во домови за социјална заштита. Овој план е изготвен врз основа на постоечките акти за внатрешна организација и систематизација и во многу не се разликуваат од минатогодишниот план. Единствено во делот на самостоен стручен службеник, дипломиран социјален работник, кој планира да замени во пензија. Останатите се главно поврзани со негователската работа. То се 5 геронтодомакинки, една медицинска сестра и еден физиотерапевт. Значи вкупно
планираме во 2023 година 8 нови вработувања. Врз основа на наше барање за согласност, во моментот имаме доставено до Министерството за труд и социјална политика барање за 3 геронто домакини или домакинки во категорија на негователи на стари лица и чекаме да ни биде обезбедена согласност за вработување. Благодарам. Дали некој има прашања? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Колега Петковски, можеш прво да оди ова спорт, па после финанси. Благодарам, председателке. Значи, ставаме точките од дневниот ред на гласање, ги разгледавме. Прва точка, завршна сметка за РК Еврофарм Пелистер и РК Еврофарм Пелистер 2 за 2021 година. Кој е за, ве молам да крени рака? Со 3 гласа за. Се гласаше точка број 1. Точка број 2, завршна сметка за ФК Пелистер Ада Битола за 2021 година. Кој е за, ве молам да крени рака? Со 3 гласа за. Втора точка се гласа, против и воздржани немаме. И трета точка, завршна сметка за КК Пелистер Ада Битола за 2021 година. Кој е за, ве молам да крени рака? И третата точка се гласаше со 3 гласови за. Благодарам. Преминуваме на Комисија за финанси. Точка број 1, одлука за проширување на средства на буџетот на општина Битола за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака? Бурче? 4 за. Точка број 2, одлука за давање на користење на деловен простор на јавното комунално предпријатие Водовод, Комуналец и Нискоградба. Кој е за, ве молам да крени рака? 3 за, 1 воздржан. Точка број 3, одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на комуналната такса во општина Битола. Кој е за, ве молам да крени? 4 за. Точка број 4, програма за доделување на финансиска помош и определување на правила и критериуми за доделување на финансиска помош од буџетот на општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака? 4 за. Точка број 5, завршна сметка за РК Еврофарм Пелистер и РК Еврофарм Пелистер 2 за 2021 година. Кој е за, ве молам да крени рака? 4 за. Завршна сметка за ФК Пелистер АД Битола за 2021 година. Кој е за, ве молам да крени рака? Вие како сте за? Добро, 1 за. Против? 1. Воздржани? 2. Завршна сметка на КК Пелистер АД Битола за 2021 година. Кој е за, ве молам да крени рака? 1 за. Против? 1. Воздржани? 2. Точка број 8, решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите на вработените во јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Кој е за, ве молам да крени рака? 4 за. Решение за давање на согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите на ЈПП ЈЛП Битола. Кој е за, ве молам да крени рака? 4 за. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите на вработените во ЈП СИС Жабени Битола. Кој е за, ве молам да крени рака? 4 за. 11 точка, решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цени за хоризонтално одбележување на надлжна и напречна сигнализација ЈПП ЈЛП. Кој е за, ве молам да крени рака? 3 за, 1 воздржан. 12 точка, решение за давање согласност на одлуката за усвојување на ценовник на ЈП Комуналец Битола за изведување на инсталации за осветлување заведен под број 02-394/7 од 3.8.2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака? 4 за. 13 точка, решение за давање согласност на одлуката за усвојување на ценовник во јавното предпријатие Комуналец Битола за изведување на партерно уредување заведен број 02-393/7 од 3.8.2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака? 4 за. 14 точка, годишен план за вработување на Основно училиште Ѓорги Сугарев Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака? 3 за, 1 воздржан. Годишен план за вработување на Зоолошка градина Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака? 4 за. Годишен план за вработување на Дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака? 3 за, 1 воздржан.
Со ова ја завршуваме Комисијата за финансии и буџет. Ви благодарам.